Апсолутно, државата потврли. Она што е суштински битно во овој случај е дека можеше да бидеш спречен. Не постои она што го кажува обвинителството во кривичното право верижни реакции. Не постои такво нешто. При еден кривично правен настан тргнувате да апсите од актуелни па на назад, а не обратно. Сега, ВМРО-идите се обидуваат ова перпетуирање да не го представат како новото нормално и ние одбиваме тоа да го прифатиме. И затоа поднесовме интерпелација против Панче Тошковски. Таа базира на 10 точки, од кои што 5 се однесуваат стрикно на трагедијата во Кочани, која што патем е трагедија најголема во Европа. Поголемите се во Латинска Америка, но во Европа не постои оволку загинати да има. Првата точка е дека оваа диско штала била оставена без контрола. Тоа било партиски штаб практично на ДПМН, кај што сите локални функционери нивни се собирале, локале, јаделе, пиеле, веројатно и без пари на рабуш, како што имаат обичај да прават. Нашата интерпелација е законски заснована. Значи ние ги следевме законските одредби од законот за угостителска дејност, од законот за внатрешни работи, од законот за полиција и сите ингеренции кои не биле применети во случај. Тоа се кардинални пропусти. Овој министер не е од вчера министер. Он бил министер година дена, значи и од техничката влада на Талја Џафери, па преку новата политичка влада, он бил министер и во времето на фалсификуваната лиценца. Ние сме земја која има колективни трауми до сега. При секоја ваква колективна траума, прво нешто е министерот да се даде оставка, ако не и целата влада.